Младите стипендисти на чешката компанија годинава се решија да направат рели верзија на Камиг, за чие подготвување им требаа 4 месеци и 2000 работни часа. Бидејќи Шкода е одбрана да ги предводи напорите на Volkswagen групата за поголемо присуство на северноафриканските пазари, одобрено е името Африк. Во каросеријата, која остана без задни врати, се вградени стандардниот дволитарски TSI мотор со 190 коњи и погонот на сите тркала со 7 степен DSG менувач од Octavia 4x4. Тоа им создаде мали проблеми, бидејќи просторот под хаубата на Камиг е значително помал, а мораа да го поделат и резервоарот за гориво на 2 дела, меѓу кои поминува карданското вратило. Внатрешноста, како кај сите рели возила, е спартански уредена и во неа нема ништо што не е суштински потребно. Се е подредено на целисходноста и затоа покрај спортските седишта и заштитниот кафес пред совозачот е сместен систем за навигација. Но она што е најинтересно кај овој 8ми поред концепт на студентите на Шкода е во багажникот, каде се сместени систем кој од воздухот кондензира вода за пиење. Сепак колку и да изгледа предизвикувачки овој концепт, како и сите останати, ќе остане само уникатна креација без никакви амбиции за нешто повеќе.